Шери, што ќе готвиме денес? Шери, што ќе готвиме денес? Пак, што ќе готвиме денес? Навистина, не знам. Одиме да видиме у фрижидерот. Ајде, што имаме на располагање? Чекај. Убаво парче пилешко. Пилешко почнуваме. Имаме кашкавалче. Океј. Што ќе ставиме уште? Со това ми треба малку зеленчук. Убава тиквица. Што ќе ставиме уште? Тиквица. Зачинуваме тука, млад кромит. Ми треба нешто доматен сос. Ќе земеме малку пасата овде. Океј. Ајде. Да почнеме со тоа. Ама ми треба уште гарнир. Малку тестенини. Ајде. Каде се таму горе. Овие многу ги сакам. Ајде таму горе. Ајде. Имаме све што ми треба. Овие се ги викат полски, па не знам ја ги викам школки. Многу лесни. 6 минути варење. Што ни треба? Вода. Ајде, мало тенџере. Директно вода. Ајде. Водата не тече многу брзо, ајде. Не ми треба многу, за двајца. Мала порција од тестенини, мислам ти е доволно. Ајде, вода. Топ. Овде ставаме јако, за да не се стопли. Ајде. Малку сол. Без сол тестенини нема. Мора да имат малку вкус така на сол. Тоа е нешто задолжително. Океј, ова се топли. Тестенините се спремни тука. Домато пасата ни е тука за да правиме сос. Тиквица, зеленчук. Одиме. Ајде. Една тава. Пилешкото да го пржиме, ќе го ставиме во рерна. Ајде. Пак ќе кажам, Андреја, врв. Многу сакам да имам останатоци од месо од месарата Андреја, навистина. Ги имаме најдобрите намирници. Гледате, лердамер, подравка пасата, тестенини златополје, убав зеленчук, само се убави намирници готвиме. Така. Вуаля. Пилешкото убаво исчистено. Топ, многу ми се допаја. Што ќе направиме? Ќе го отвориме на половина. Вака. Так, многу лесно. Вуаля. И ќе му ставиме малку од кашкавал внатре. Така кога ќе го печеме, ќе се топи внатре, ќе биде лер дамер. Ете, две парчиња. Свиткаме, ставаме внатре, поклопуваме. Многу лесно. Така. Второто, исто, две парчиња лердамер. Го виткаме, ставаме внатре, затвараме. Ма ни фали нешто. Мислам. Да, имаме сланина уште. Да, ни остануваше уште сланина. Ајде. Ќе направиме сега ова со сланина нешто лесно. Ова се топли. Ајде ќе му ставиме малку појака температура, за да го подпечиме малку пилешкото. Ете така. Вуаля. Ете што ми фалеше. Ми фалеше малку сланина, за да можам да го пакувам пилешкото. Да му дава убава боја и плюс, знаете, една жена која пакувате така, полно со љубов. Ете така. Уште овде парче сланина, многу добро. Имам уште овде. 2-3, супер. Тип-топ, што ми треба, за да го направам рецептот што го мислам. Ете така. Да, овде и тука. Како ќе го викаме тоа? Пилешки стек, полнет со љубов. Многу ба ми оди тоа. Ајде, малку зејтин во тавата. Вуаля. Водата се топли. Овде можеме да го ставиме пилешкото да се подпекува. Супер. Нека се подпечи малку салмо. Сега водата почнува да врие. Јас како ви кажувам, за мене не чекам водата да врие. Ги ставам тестенините во млака вода. Чисто. Вака имаме 2 порции за мојата милена Шери и за мене мислам ти е доволно. Пишано 6 минути, ќе треба малку повеќе, ама така, да.
Што правам јас? Додавам малку зејтин во водата, кога ќе ги изведам водата од тенџерето, ќе останува малку зејтин околу тестенините и нема да се лепат. Мала тајна така. Супер, убаво ми оди. Така. Сега тиквица. Ајде. Ја миме малку тиквицата. Вуаля. Хоп. Сечиме ова. Ова и ова пакување. Завршено. Почува да пече. Го слушате? Како пече? Крска. Печката. Да ги ставиме малку јачина. Вуаля. Топ. Наместена. Ова се пече. Ќе го превртиме. Чисто се прави боја и ќе оставиме во редна. Во редна што ни треба? Еднаш печено тука, 10-12 минути во редна, доволно е. Тестенини ќе се варат во меѓувреме. Овде тиквицата исто. Ќе бидеме спремни за кратко време. Ќе имаме рецепта брза, лесна, ама вкусна и полна со љубов, како секогаш кажува. Обавезно тоа е, како да кажам, тајниот зачин. Вуаля. Сега мислам го познавате концептот од емисијата, да се готви со све што ви останува во фрижидерот. Секогаш, кажувам, имаме богатство во фрижидер. Си правиме рецепти, си правиме све тоа, купуваме, оставаме во фрижидер, на крај треба да го фрлиме. Епа не, мора да се навикнете да ви биде лесно. Купувате, добро, полнете го фрижидерот, ама полека, гледајте што ви останува и гответе со него. И додавате неколку зачини што имате на маса, доматопасата, такви ствари што ви е надвор. Ама фрижидерот е најважно да се празни брзо. Знаете, температурата во еден фрижидер нормално е околу 4 степени. 4 степени е лимит. Многу опасно е да се држи над 4 степени, оти бактериите се множат брзо. Убаво е да има фрижидер 2-3 степени и да биде со вентилација. Това го имаме со Беко. Навистина имаме многу среќа да имаме Harvest систем, това има вентилација во целото фрижидер и го прави да температурата да стои целата иста во целиот фрижидер. Слушавте? Ова е супер. Ке го превртам пилешкото, така. Ова се вари, пилешкото овде. Вуаля. Топ. Имаме преубави стекови. Топ. Мислам, оти можат додат во редна. Ајде, одиме во редна. Топ. Со тавата, директно во редна, 180 степени, 10 на минути, ќе биде спремно. Ајде, уште една тава. Сега, ќе правиме, да, замислам, да, може малечко тенџере, оти това ќе ни биде сос и гарнир. Топ. Ќе му ставиме мали парчиња од тиквица. Мислам, оти една пола тиквица ќе биде доволно. Така. Ќе ми треба, гледам овде, малку лукче, еден кромит. Валя. Така, па лукчето не мора. Имам лук овде, имам оригано, имам лук, така ќе го потребам. Ова, малку зејтин, малку маслиново масло, му даваме вкус. Валя. Тиквицата. Охо, брзо се стопли. Валя. Вака. Слушате? Многу ги сакам товие звукови што ги имат во кујна. Тук, тук, так, так. Ова се вкусови и вкусови. Звукови што многу има во кујната. Една лажица, тука ми е. Валя. Да не ми изгори тиквицата. Топ. Малку оригано. Овие зачини на вистина од Подравка многу ми се убави. Ми дават посебен шмек, посебен вкус на све што готвам. Малку повеќе лукче. Супер кромидот. Го сечам така. Половинка. И тоа не ќе ми треба многу, само една половина ќе биде доволно. Хоп, на брзина. Така.
Разрешиме масата. Вуаля. Хап, хап. Айде. Знаете како да се сечи мали коцки. Јас секогаш ќе го држам дршката овде од кромидот, за да го држи целиот кромид. Сечам мали ленти и после тоа, гледате како многу брзо и многу лесно се сечи кромид на мали коцки. Ете, го држите крајот, нема више ништо, чао крајот. Ова, хап, во тенџерето, почнува да пече и да имаме еден преубав, како секојаш, мирис. Ете. Гледам и тестенините, и они се варат многу брзо. Освен, пак ќе кажам, сите рецепти што ќе ги имате во мојата емисија, ќе бидат рецепти лесни, брзи, ама превкусни. Ете, тоа е поентата. Вуаля. Хоп, кромиче. Топ. Вуаля. Да видиме после како е пилешкото, на што личи. Можеме да гледаме пилешкото? Полека он се пече. Да. Окей. Вуаля. Така оставиме малку на рад. Ќе му оставиме малку појачи на 190, така да му даде убава боја. Да се исунча малку пилешкото. Гледам тестенините, они. При крај се. Ова. Умешаме убаво. Жал ми е за вас, што не го имате овај мирис во кујна, ама ако ме следете, ќе правите исто како мене и ќе имате прилика да ги имате исти мирис во кујната. Многу добро. Вуаля. Ова ќе го оставиме малку 2 минути да се подпекува. Тестенините се при крај. Пилешкото исто при крај. Правиме малку место на масата. Така. Вуаля. Домато пасата. Секогаш кажувам, тепа малку по газ. Оп, лесно се отвара. Ова сме добри. Можеме да додаваме домато пасата. Пола ќе биде доволно. Затоа, ова каде ќе оди? У фриждер, да го имаме за наредни рецепти. Оп, место, кај ќе ми влезе? Еде, ќе биде тука. Валя. Топ. Го намалуваме, оти овде ќе ни скока од сите страни доматот. Валя, супер. Така. Јас секогаш додавам малку шеќер. Зошто му додавам малку шеќер во доматот? За да го вадиме тој киселина. Јас сум човек што имам проблеми многу киселини и секогаш му додавам малку шеќер и тој шеќер го облажува доматот сос и го прави да биде полесен. Да. Мала тајна. Повелете. Мислам оти овде сме добри. Ќе додаваме малку сол. Ќе употребиме и малку сол од овде. Вуаля, така. Малку овај бибер многу добар е. Шарен бибер, каков мирис и каков шмек дава на јадењата. Топ. Браво. Многу убаво измислено така со мелница. Можеме секаде во сите кујни, домашни кујни да готвиме како шефови. Ете така. Мислам оти тука. Да. Босилек. Може добро одговара со ваква комбинација. Тиквица, домат. Ако имате босилек под рака, ако имате свеж. Океј, ако немате свеж, подравка.
Јас имам свеж, го потребив така на брзина да го ставам и плюс убави бој му дава. Вуаля. Топ, ова е спремно, тестенините се при крај, а ние се гледаме после рекламите. Шери, што ќе готвиме денес? Вау. Па да, сосот се прави, тестенините се завршени, оте да видиме како е месото. Поп, мора да се почува да течи овде внатре кашкавалчето, лердамер, многу добро, а другото е окей. Мислам оти за минута ќе можеме да го вадиме. Точно време што ќе ни треба да ги исцедиме тестенините. Кај ми е цедалката? Каде ми е цедалката? Тука ми е позади. Вуаля. Тенџерето и ајде. Але како кажувам, водата ја вадиме, останува малку зејтинот шо го употребивме, тоа го прави да му прави како да правам околу тестенините да не се лепат овде. Точно е завршено. Сосот исто ќе го завршиме, вуаля, топ. Одиме да го вадиме пилешкото. Вуаля. Да се пази. Ја многу сакам да работам со тави што има рачка железна. Може слободно да го ставите во рерна, да го вадите, топ, све правите одеднаш. Многу лесно. Секогаш во кујна, да не заборавате да имате, како мене, крпа. Крпа многу лесно. Правите, се бришите. Земувате топло, имате крпа. Имате секогаш крпа на располагање. Това е, како да кажам, професионална деформација од готвач. Така е. Во кујна мора да имате крпа. Ајде. 2 убави тањири. Кои тањири ќе... имам 2 големи тањири, како да ја направам сега? Имам повеќе опции. Да, ајде. Ќе ги земам. Овие. Доле. Галама. Океј. Правиме место, ќе ги ставам тука. Мора да имам место овде. Може? Океј. Пилешкото, како кажав, пазете рачката, премногу топла. Како убаво парче пилешко. 1, 2. Со ова ќе се најадиме јако. Вака. Се враќа. Ајде. Вака, од другата страна. Како кажувам секогаш, месото се смее. Сечиме така 4-5 парчиња како можеме. Гледајте внатре. Како е? Печено. Да. Го гледате? И ја го гледам. Ајде. Хап. Ова оди во тањирот. Исто, другото парче. Ара. 2, 3. Овде едно парче плюс. Како е внатре? Да го покажеме? Гледайте. Печено за мерак. Така. Хоп. Јупс. Вуаля. Овде спремно. Ми треба. Хоп. Ова. Видите, што кажував? Не се лепата. Вуаля. Тука. Знаете, тоа е нешто што децата обожаваат, пилешко со тестенини. Ама да ви кажам право, не само децата, и возрастните. Можам да кажам, оти и мојата шери сака тоа. Одиме сега со сосот. Сосот. Ете што ќе направам.
Zbrišeme ova. Keď ги донесам танјирите тука, се да подобро да гледате. Така. Еден плюс, што е убаво, ринглите се малку топли, ќе го држат танјирот на топло. Ајдеме со сосот. Вау. Вау. Така, нежно. Направивме еден рецепт, како ви кажат, многу брзо, многу едноставно, а полна со вкус. Така. Океј, води позади. Не е завршено. Ке му ставиме малку од Макдоналдс. Оти секогаш кажувам, еден тањир е како една жена. Прво се гледа, второ се мириса и после знаете што се прави? А се јаде. Па така. Вала, му ставиме малку зелено, чисто за украс. Вака. Вала. Топ. И на крај можеме малку од ориганото да му ставиме вака. Секаде. Топ. Уште малку. Вала. И малку маслиново масло. И ќе имате тањир како ресторан. Вала. Сега можам да ви го покажам тањирот, обавезно, и да ви кажам бон апети. Јас слушам Шери, доаѓа, ние ќе уживаме. Се гледаме за наредна рецепта. Шери, што ќе готвиме денес?